Веле дрогериите кои во иднина ќе увезуваат лекови, при така наречениот паралелен увоз мора да обезбедат оригинален сертификат за квалитет на тие лекови, соопшти првиот човек на Агенцијата за лекови и медицински средства Роберт Бекировски, додавајќи дека наскоро се очекуваат измени на законската регулатива која е во собраниска процедура. На овој начин треба да се зголеми контролата на квалитетот и безбедноста на секоја серија од лековите при паралелниот увоз и со тоа да се заштитат пациентите од евентуални неквалитетни лекови. Со предложените промени, дистрибутерите ќе имаат обврска да обезбедат сертификат за квалитет на производот од производителот, да обезбедат сертификат за потврден квалитет од акредитирана и референтна лабораторија и да достават доказ за следливост на лекот од самото место на производство до крајното место на испорака. Од агенцијата информираат дека е пронеден еден фалсификат меѓу лековите, кој како што наведе Бекировски е во повеќе пакувања истиот не е пуштен во промет, а е во судска процедура, а ќе се зголемат инспекциските активности бидејќи досега на адресата на работната група која ги следи несаканите ефекти од лековите. За 2 месеца пристигнати се над 100 пријави, додека 48 се во период од јануари до октомври 2017 година. Веќе имаме и реализирана активност од страна на нашите инспекциски служби, кои открија поединечни пакувања од еден лек кои одговараат на дефиницијата за фалсификуван лек. За тие лекови, подоцна, од соодветна лабораторија, се докажа дека се работи за фалсификувани лекови, истите не се пуштени во промет и до основното јавно обвинителство е понесена пријава и предметот е предаден за понатамошна постапка. За период од 2 месеци, бројот на пријави е зголемен над 100 и реално очекуваме дека оваа активност ќе овозможи уште позначајни резултати. Од Малмет и понатаму остануваат на ставот дека нема да се дозволи ниту еден сомнителен или неквалитетен лек да се пушти на пазарот во Република Македонија и дека во иднина ќе има целосна анализа и контрола на сите лекови меѓу кои спаѓа и инсулинот.